Загадувањето на воздухот е една од поважните теми за кои се дебатира и во кампањата за овие локални избори. Во оваа дебата, за жал, дел од кандидатите употребуваат и невистини и дезинформации. Таков е примерот со кандидатката за градоначалничката функција во Скопје поддржана од ВМРО-ДПМНЕ, Данела Арсовска, која на партиски митинг одржан на 12 октомври за аерозагадувањето кажа дека состојбата не се менува на подобро. Кога гледате и читате вести дека Скопје е меѓу најзагадените градови во Европа и светот, кога знаете дека живеете во загаден град и состојбата не се менува на подобро, тогаш знаете дека е време за промени. Но ова тврдење на Арсовска не е подкрепено со факти. За аерозагадувањето во Скопје и мерењето на нивото на штетните PM2,5 и PM10 честички, досега објавените податоци и споредбата низ години укажуваат на тренд на намалување, односно наменување на состојбата на подобро. И тоа според повеќе светски, а и домашни извори. Колку за илустрација, како што објави Guardian во текстот 2017 година, нивото на PM2,5 честички во Скопје било дури 45 микрограми на метар кубен. Според податоците пак што ги објави град Скопје, за загадувањето во Скопје според IQR во 2018 година, во Скопје се измерени 34 микрограми на метар кубен PM2,5 честички. Во 2019-та оваа бројка паѓа на 32,4 микрограми на метар кубен, а во 2020 година имаме 30,6 микрограми на метар кубен PM2,5 честички во воздухот. И нивото на PM10 честички во Скопје се намалува. Резултатите од анализите на загадувањето со PM10 честичките во претходните 4 години покажуваат тренд на намалување на годишно ниво. Пишува Слободен печат во статијата "Опаѓа загадувањето во Скопје. Инвертерите, печките на пелети и другите мерки даваат резултати", објавена минатиот месец, а која се повикува на резултати од Министерството за животна средина и просторно планирање. Во иста насока известува и Канал 5 во прилогот "Истражување. Скопје годинава дише помалку загаден воздух во последните 5 години", објавен на 10 април 2021 година, посочувајќи релевантни статистички податоци. И експерти тврдат дека намалувањето на загадувањето во Скопје е факт. Факт е дека години наназад се намалува загадувањето во Скопје, но треба уште да се работи за да бидеме подобри. Ако се продолжи вака, ќе се коригираме блиску до граничните вредности, вели за Слободен печат професорот Дејан Мираковски од Штипскиот универзитет, кој учествува во истражувањата и мерењата на загадувањето во Република Северна Македонија. Зошто тогаш во изборната кампања дел од кандидатите изнесуваат невистини за аерозагадувањето? Очигледно тие добро знаат дека квалитетот на воздухот е важна тема за граѓаните и се обидуваат преку оваа тема да ги придобијат нивните гласови. Факт е дека загадувањето во Скопје е намалено, но исто така е факт дека тоа не е доволно. Граѓаните очекуваат далеку подобри резултати за оваа тема која што сериозно влијае на нивните животи и на нивното здравје. А до такви резултати не се доаѓа со невистини и со манипулации, туку со понуда на подобри и поконкретни решенија. Тоа е она што го очекуваат и го заслужуваат граѓаните на Скопје.